Добро вечер, почитувани гледачи. Денес под лупа на тема политика. Изборите помина, настана некои радикални промени, да видиме што сега во овој период се случува во Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Со мене во студиото на емисијата Под лупа, господинот Кирил Пецаков, председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Добре дојдовте во емисијата Под лупа. Добро вечер, добро ве најдов. Господин Пецаков, последно наше видување беше непосредно пред изборите, кога ги представувавте вашите програми, значи локалните избори. И во лупа сте за прв пат и нормално за прв пат како председател на Општинскиот комитет, бидејќи од неодамна сте на оваа функција, 4 месеци, само што стапнавте на функцијата, ви се случија локални избори. Да. Ајде малку сега за тој период и да видиме што се случува сега. Некаде на председател на ВМРО-ДПМН во Охрид бев поставен на 13 август, што добро памтам. И онма после веќе во тек беа, значи после неколку дена фактички стапи оној период кој што се вика политичка кампања или почеток на политичката кампања и имавме мало време за организација и во тој период она што се нарекува Општински комитет или раководство на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Охрид, кој што требаше го составам, статутарно се префрло Општински изборен штаб како име, на кое што председател на Општинскиот изборен штаб јас, како носител на функција председател на Општински комитет, и оние кои што беа дел или составен дел на Општинскиот изборен штаб беа сите оние луѓе кои што посветено си ја завршија работата во изминатите 10 изборни циклуси или општински изборни штабови од 2006 до 2016, затоа што како дел од младинската политика или председател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН во Охрид, бев вклучен во истите, па според она што гледав кој како си ја завршува работата, ги вклучив во тој нов состав на општинскиот изборен штаб и сето тоа добро изгледаше барем на организационо ниво. Секој си ја знаеше својата работа. Тоа значи дека се уште немаме тим во Општинскиот комитет, се уште функционира оној кој што беше составен за локалните избори. Токму така, онма после вториот круг на локалните избори затекнавме одредени политички случувања во Македонија кои што се да кажам неприкладни или несоодветни за една нова власт или доаѓање на политичка партија друга на власт и соодветно на тоа ни дојде оставката на председателот на ВМРО-ДПМН господин Никола Груевски, па влегуваме во еден период кој што се вика вонреден конгрес, кој што ќе се одржи на 22-23 декември во Валандо, па очекуваме нов председател, па после тоа ќе правиме состав или ќе правам состав на Општинскиот комитет. Тим се надевам за победи во следниот период. Така. Како председател на Општинскиот комитет ве затекна еден навистина тежок период, тежок од повеќе аспекти, локални избори, потоа ги изгубивте локалните избори, што не е многу позитивно за еден председател на Општински комитет, затоа што некако еден голем дел, една големо бреме, значи дел од обврската ја презема тој на свој плеки. Дали ова ве дестимулира или напротив, ви дава повеќе стимул за понатаму да формирате еден тим со кој што сигурна сум дека ќе се стремите на победи во понатамошниот период? Како тоа вака делуваше на вас? И фокусот и мотивацијата ми е на уште поголемо ниво после овие избори, од повеќе аспекти. Првично, кое што не го напоменавме, ние иако како политичка партија победивме на изборите парламентарни декември 2016 година, сепак не успеавме да направиме влада. Исто ви следевте и случувањата во парламентот кои што се случува во самото собрание и како сето тоа се одвиваше, меѓутоа затоа потоа не направивме влада и фактички ние овие избори ги настапивме како опозиција на централно ниво. Овие локални избори, токму така, ги изгубивме, меѓутоа ви кажав, фокусот и мотивацијата ми се на високо ниво, тимот ќе биде составен од луѓе докажани пред се во организационите способности, во стажот и искуството кое што го имаат во ВМРО-ДПМН, се со цел за победите, како што кажав, или изборите кои што следат, да нижиме што е можно повеќе победи. Секако дека ќе ни помогне и организацијата на централно ниво или добивањето на нов председател. Всушност секоја промена би требало да оди и на подобро, меѓутоа
затоа потоа ќе видиме после 23 декември, а поразот како пораз секако дека е нешто кое што за мен го сфатив лично и не ми беше баш драго, ми треба неколку дена да се освестам, меѓутоа сето она кое што се случуваше на ниво на Македонија, генералниот изборен резултат во кој што ВМРО ДПМН изгуби во најголемиот број на општини, кој што изборен резултат сам по себе не ја отсликува вистинската слика за изборниот сооднос меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, беше она кое што во моментот ми даде период да кажам да се релаксирам за момент и да мислам за сите останати понатамошни чекори во самата партија. Каде ги лоцирате проблемите и пропустите што ги изгубивте локалните избори? Конкретно зборуваме сега за нашата општина, што најмногу и не интересира, но и генерално, значи во 90% од општините во Македонија победи СДСМ. Значи, што мислите, што беше она пресудно за да се случи еден ваков пресврт? Каде ВМРО ДПМН е затаи и што во иднина, значи каква ќе биде перспективата во иднина на ова партија, бидејќи на вистина ни треба една силна опозиција за да имаме демократско општество. Така. За да вршиме одредена анализа за било кој град или ако сакате генерално, ВМРО ДПМН, како што кажавте, изгуби во преку 90% од општините и она кое што е карактеристично токму за ова за кое што разговараме, како партија ние посветивме доста внимание на овие избори и се вложивме максимално. Меѓутоа, повратно или поддршката од народот која што континуирано во овие десеттина години ја добивавме и победите во овие десеттина изборни циклуси не беше она како што очекувавме. Постојат повеќе причини и работи за тоа, меѓутоа најголемиот е дека она негативна енергија или она негативна кампања која што конкретно со почнувањето на бомбите од 2014 па натака, тоа се до ден денешен, тоа се скоро 3 години од како го имаме, еден негативен набој према самата партија за која што народот генерално го променуваше своето мислење и се базираше врз основа на тие, а не врз основа на политиките кои што ВМРО ДПМН ги водеше генерално на ниво на Македонија. И разговараме за локални, а ви зборувам генерално. Зошто го правам тоа? Затоа што можам да заклучам дека за прв пат во историјата од плурализмот во Република Македонија на локални избори не се гласаше за личност, во случајов Митко или Јован, како кандидати на ВМРО ДПМН и СДСМ во Охрид, туку гласа против ВМРО ДПМН. Сценарио започнато 2010-2011 година, всушност тогаш се датумите на самите бомби. Реализација започнува 2014 кога излегуваат на Виделина. 2016 успеваат сите оние, значи кои што го започнале ова сценарио 2016 на изборите во декември успеваат да му прикланат 55 до 60 илјади албански гласови на контото на СДСМ и така да не изедначат, за во 2017 го видиме крајот на сето тоа сценарио. Но мислам дека и покрај се тоа, значи покрај сите овие што ги набројавте причини, мислам дека сепак не очекувавте до толку, можеби воопшто и не очекувавте пораст, а од вакви размери воопшто не. Дефинитивно, значи токму за овој дел ќе продолжев реченицата. Дефинитивно анализите покажуваат дека сме изедначени на ниво на Македонија, можеби со неколку гласа да кажам или градови плюс или минус. И врз основа на тоа во кои градови би се победили или би се изгубило е многу полесно се прави анализа. Кога ќе изгубите секаде, мора да се бараат генерални причини или да се наблюдуваат генерални причини. И токму затоа се осврнав поголем дел од времето да анализирам генерално, а не поединечно по градови или ако сакате по општини. Вие сте млад човек, но доста години сте во политиката. Ми кажавте дека од вашите најрани младешки години веќе сте се занимавале, значи од тоа на најниско скалило па сте се качувале постепено за да дојдете сега до оваа функција. Ова е веќе и највисока на локално ниво, а сте вие и во повисоките инстанции на партијата.
Реков сте млад човек и од тука ми произлегува и една констатација дека по се изгледа во Општинскиот комитет некој нов ветар ќе дувне, значи со некои нови младешки идеи, можеби ново членство. Кој ви се намерите? Затоа што, еве впрочем и во редниот конгрес и именувањето на председателот на партијата, сето тоа некако го навестува. Значи, треба некакво освежување, како што викаме некакво рестартирање на партијата, затоа што ова е причина, значи изгубените локални избори се причина за да се дојде до еден таков заклучок. Какви ви се плановите? Што ќе правите понатаму? Дали ќе менувате некаков концепт на локално, на централно ниво? Сигурно размислувате за тоа. Случајот, значи, затоа што сум јас млад човек, како што кажавте, имам 32 години, е повторно генерален. Председател Никола Груевски, како да знаеше во каков период влегува партијата, па најголем дел од промените во изминатите 2 години се поставени во општинските комитети, во преку 50 до 60% се поставени млади луѓе од 29 до 35 години за носители на функцијата председател на општинскиот комитет соодветно по општините, токму заради она, како што кажавте, ајде да ја наречиме реформа во самата ВМРО ДПМН или попрецизно реорганизација за следниот период кој што доаѓа. Во самиот концепт на работа природно е вклучување на нови луѓе или ако сакате на млади луѓе во самиот општински комитет. Јас како председател би внесол и фокусот секако дека би кореспондирал со она кое што председателот на ВМРО ДПМН и новиот извршен комитет на ВМРО ДПМН како програма и цели ќе зацрта во наредниот период. Заеднички ќе ја градиме програмата или концептот на делување за што побрзо доаѓање на власт. Препознатливо за вашата партија беше тоа што бевте блиски до народот. Може би еден период малку се оддалечивте и станавте малку по-дистанцирани. Може би тоа беше една од причините да дојде до ова што дојде. Истото им се случи на СДСМ, кога и тие некако се оддалечи од народот. Значи, главната енергија од каде што една партија ја црпи, значи од каде што треба да биде, тоа е народот, гласачите, граѓаните. Тука треба да е, предпоставувам, фокусот и вие што се занимавате со политика сигурно имате правено анализи и многу подобро го знаете тоа. Какво е расположението на граѓаните кај Охрид, затоа што со изгубените локални избори, значи довербата е веќе нарушена. Како ќе се враќа таа доверба? Што гледате кај нив? Дали гледате, значи, некаква надеж во вашата партија за подобра иднина и ќе имате ли голем број на следбеници или ќе треба малку да се помачите за да го добиете повторно нивното гласачко тело и нивната доверба? Да. Така. Периодот на паѓање од власт или ако сакате попрецизно дењето во опозиција е природен процес. ВМРО ДПМН го има доживеано тоа претходно, значи сме го искусиле, посебно луѓе кои што биле подолго во ВМРО ДПМН, се научивме некако 10 години да сме на власт, меѓутоа политиките генерални на ниво на Македонија кои што ги спроведуваше ВМРО ДПМН дефинитивно наидуваа на поддршка кај народот. Сега дојде период на кој што кажавте дека треба да сме блиски со народот и во суштина најголем период бевме блиски со народот, можеби и целиот период, зависи кој како гледа на работите, меѓутоа еден од основниот концепт е ВМРО ДПМН или сите оние луѓе кои што ќе бидат вклучени во самата партија и во раководните позиции на самата партија, токму да бидат меѓу народот, да слушаат народот и врз основа на она кое што ќе го добиваме како информација да ги базираме нашите следни чекори. А по однос на бројноста на активистите, на симпатизерите, како сакате кажете, реалноста во опозиција е следна. Настанува период на реорганизирање и пребројување. Што значи тоа? Без разлика каква е бројката и по местните комитети, и по вклученоста во општинскиот комитет, и по луѓето кои што доаѓаат, а и по симпатизерите, без разлика на која активност, работата е што токму врз основа на тие луѓе, колкава и да е бројката, значи реков, ќе ја формираме ние онаа база врз која што ќе поставиме мрежа на луѓе кои што понатаму ќе учествуваат на изборните циклуси и секако ќе ги носат победите за ВМРО ДПМН кога ќе дојде време за тоа. Да бидеме искрени и реални пред самите себе и пред гледачите на оваа емисија,
голем дел од оние кои што се членови во некоја партија многу често ги менуваат партиите во зависност од нивните лични потреби. Значи таа појава е евидентна. Еднаш се, ако е ВМРО на власт, значи припадници на ВМРО, друг пат се на СДСМ, значи реков во зависност од нивните лични потреби. Дали имате вакви интереси во секој случај? Дали имате вакви случаи? Има ли членови кои што се испишуваат од ВМРО ДПМН и обратно ќе поставам прашањето, дали има пак и луѓе кои што сега се зачленуваат во ВМРО ДПМН? Има луѓе кои што се зачленуваат, а подносна друга категорија која што ја кажавте, ниту во ВМРО ДПМН, ниту во СДСМ бараат исписница, да кажам, од самата партија, затоа што ќе дојдат добри денови кога би се вратила повторно пример СДСМ или ВМРО, па да може да искористат. Всушност една политичка партија е збир на луѓе кои што имаат, да речеме, иста идеологија или заеднички интерес. Во токму овој втор дел од заеднички интерес, многу луѓе си го наоѓаат заедничкиот интерес и тоа е природно. И не знам дали би се сменало, значи тековно, како и да е, наша работа е како политичка партија на сите оние граѓани на Република Македонија, ево ќе почне примерот Охрид, да успееме, значи да му покажеме дека во наредниот период ќе направиме нешто што би било подобро или нешто што не сме успеале во изминатиот период, за да добиеме нивната поддршка, а и нормално да бидат активни на сам терен за партијата. Така добиваме најмногу, би добиле најмногу како партија, не само декларативно. Да, јас ќе бидам во ВМРО ДПМН или би пристапил со пристапница, нас ни се потребни како ВМРО ДПМН и на секоја политичка партија активисти, значи луѓе кои што сакаат навистина да ја помогнат на партијата, а природно е врз основа на она кое што го сработиле да на некој начин да си го пронесат својот личен интерес. Таква ни е општество. Најдобро е да си на врвот, значи да си прв, да си позиција, но можеби во некои ситуации е полесно да си опозиција. Затоа што кога си опозиција, од поинаков агол ги гледаш работите, можеш да бидеш покритички настроен и да бидеш оној коректор во општеството, конкретно сега бидејќи зборуваме за политика. Каква опозиција да очекуваме, затоа што реков, ако сакаме да имаме едно навистина демократско општество кон кое се стремиме, мора да имаме една здрава опозиција. Вие сте сега во опозиција и вие треба да бидете коректор на ова сегашна власт и влада за се она што ќе прави. Така. Уште на самиот влез во Советот или после првата седница на Советот, јасно и гласно кажав дека ВМРО ДПМН и советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе функционира конструктивно во работата на Советот, сето она кое што е за доброто на Охрид, за доброто, значи за доброто на Македонија би го поддржале генерално како советничка група, а онаму каде што сметаме дека работата не оди како што треба, ние ќе го кажеме тоа, па дури ќе предложиме како да сето тоа подобро да го направиме и токму тој концепт ќе го задржиме во сите овие 4 години на работа во Советот на општина. Ми начнавте на друга нова тема која што следуваше, значи после ова што го правевме како муабет за председател на општинскиот комитет, вие сте и советник во советничката група на ВМРО ДПМН, но за тоа ќе зборуваме во вториот дел на емисијата, сега малку ќе ве одморам. Новогодишните празници не се весели без новогодишни украси. Разубавете го вашиот дом со нашите украси. Ние ја носиме новогодишната магија. Кармен Бау Центар. Продолжена викенд акција во Миса Маркети. Крали Марко лименка 0,5 литри со супер цена намалена за 21%. Натурална маслинка 1 кг 229 денари. Кадино екстра бело брашно тип 400 1 кг 22 денари. Жито лукс куки с колачи 175 грама за 29 денари. Суташ млеко со 3,2% масленост 1 литар за 37 денари. Зголемена доза на С витамин, мандарина клементина 1 кг 38 денари. Лимон 1 кг 49 денари. Портокал 1 кг за 29 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Со анимација и визуелни ефекти почнавме порано.
во време кога анимација и визуални ефекти беа непознати термини. Првиот холивудски проект го испративме на DVD. Немаше интернет. Луѓето не знаеа дека постои ваква професија. Се што сакавме беше да бидеме креативни и да правиме кул работи. Се сеќавам на првите средби со USAID, едни од ретките кои што тогаш го сваќаа потенцијалот на нашата професија. Ние сме FX3X. Бизнис моделите на USAID му помогнаа на ова мало студио да стане холивудски бренд. USAID е горд пријател на FX3X. На добро познатата локација во строгиот центар на градот, со одлична храна и музика за сите префинети вкусови. Повелете во Fish and Lounge Bar Лихнидос и присуствувајте во прекрасната атмосфера. Во петок Перо Пандиловски, сабота Кирца Лайф, недела Маестрал Бенд. Во Лихнидос го оживуваме вкусот на традицијата во боемски дух. Повелете и бидете дел од нашата приказна. Горенка се разбира, не штеди на какао и лишници. Горенка, полна со најдобри нешта. Бутик Хепи, специјализирана продавница за детска облека и модни додатоци за деца на возраст од 0 до 16 години. Одличен квалитет по пристапни цени. За активно и разиграно детство, најголем избор на тренерки, елегантни фустанчиња и оделца за малите дами и джентлмени, тренди фармерки за модерни момчиња и девојчиња. За најмалечките, се што е потребно од бебешка облека до постелнини, квалитетни и нежни, како допирот на мама. Голем избор од најдобрите брендови: Брезе, Next, Пампела, Вејве. Бутик Хепи, за среќни деца. 20 години растеме заедно. Кои што сакат нека ви зборвит, ама вистината е само една. Тајната за Охридскиот бисер ја донесов лично јас, Јован Субановиќ, руски белогардеец. Тајнава со алал ти ја давам, на правнуци да останит, ајро да ја го видиш. Ако се посветиш на занатот, еден ден сигурно ќе се просветлиш. За прекрасната иднина на нашето семејство и за првиот Охридски бисер, верни на традицијата, фамилија Филеви. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга. Кам, постојано ниски цени. Бомбонјера 200 грама 185 денари. Вино 750 мл плюс 2 чаши 375 денари. Паниран компир со тиквички 300 грама 105 денари. Лимунов сок 200 мл 35 денари. Кам, купувај мудро.
Господин Пецаков назад во студиото на ТВМ. Ние до душа и тука бевме цело време. Значи за гледачите назад се враќаме. Се враќаме на тема политика. Како што реков, начнавме само дека сте и советник во новиот состав на Советот на Општина Охрид. Колку седници? 3 мислам дека досега 3 помина. Веќе имате некакви првични сознанија како би функционирал овој совет. Како сте задоволни првенствено од составот, од членството на Советот? Гледате ли капацитет кај овие советници да имате спротиставени ставови, да имаме конструктивни дискусии, да има помалку политика, но дискусии кои што ќе се од интерес на градот? Така. Капацитетот и конструктивноста дефинитивно ќе бидат препознатлив знак за нашата советничка група, заедно со коалицијата за подобра Македонија. Исто после првите да кажам седници или 3 седници на самиот совет не е возможно до крај да се искристализира каква би била ситуацијата. Меѓутоа факт е дека ќе разговараме за многу работи и се надевам дека генерално како совет ќе направиме работи кои што навистина Охрид ќе го направат подобар град за живење, барем во оние делови кои што се под самата ингеренција на градот Охрид. Дискусии очекуваме од различни области. Во вашата советничка група има луѓе од различни профили. Дали си имате поделено кој за што ќе дискутира или нема тука некаква поделба или некаква одреденост во дискусиите? Врз основа на самите професии, значи на нашите советници, логично ќе се наметнуваат темите за кои што ќе разговарат. Меѓутоа, настрана од тоа, пред секоја седница на совет, врз основа на материјалот кој што го имаме добијано, се координираме и се договараме. Вие сте координатор на советничката група, еве и тоа да го кажеме. На Општинскиот комитет сум и координатор. Сепак нема тела во самата партија за да одлучува, меѓутоа природно е да сум координатор како претседател на самата советничка група и ќе се договараме, како што кажав, пред сама седница кој за што ќе земе збор дополнително од она за кое што сака. Значи да обработи темата, односно точката за која што Што вас најмногу ви лежи? Кои дискусии од вас да ги очекуваме? Кои теми? Јас како претседател на ВМРО ДПМН би требало или ќе бидам уклучен во буквално секоја една точка кај што ќе треба да се даде онај политички момент. Сепак од опозиција кажавте малце поинаку се гледаат работите, а и полесно се зборува за сите оние работи кои што сметаме дека се поинаку. Всушност има ево уште во самава најава нацрт програми за буџетот на Општина Охрид за 2018 има работи за кои што се само константно во изминатите 4 години давала некаква си замерки или предлози за да биде нештото сменато или подобрено, а всушност истото тоа го имаме и во нацрт програмите, секако и во буџетот, така да во опозиција можеш да зборуваш како сакаш, а кога си од позиција треба да ги брани сите оние ставови и програми и идеи кои што би ги носил како градоначалник заедно со мнозинството на совет за да бидат спроведени понатаму. Така, имате неколку членови кои што беа и во претходниот состав и вам ви ова втор мандат, но не е во континуитет, значи имавте прекин, а има, мислам, колку, 2 или 3 советници кои што беа и во претходниот. Тројца, така. Кои што беа и во претходниот состав и добро паметат, значи кои одлуки се носеле, какви дискусии имало, па можат тие да се употребат сега од другава страна. Во суштина компарацијата меѓу советничката група на ВМРО ДПМН и СДСМ во однос на искуството станува збор за доста поискусна, да кажам, советничка група, поискусна во смисла на запознаена како функционира она што се нарекува локална самоуправа. Додека некој не влезе или не се запознае со начинот или системот на функционирањето на локална самоуправа, само мислиме дека знаеме како функционира локалната самоуправа, во суштина станува збор за посебен субјект кој што е составен и од сектори и од јавни предпријатија, кој секој засебно има различни задачи, а сепак е координиран од градоначалникот и нормално и од советот на самата општина. Па затоа можам да кажам дека врз основа на тоа што ето Гордана беше поранешен претседател во изминатиот 4 годишен мандат на Советот на Општина Охрид, Илија Арнудовски беше координатор, Славица Петровска беше дел од прошлиот состав, јас бев советник иако доста млад или се уште најмлад од 2009 до 2013
во составот, сега веќе поискусен за тие 4 години. Гоце Георгиевски исто така има искуство како раководител на подрачната единица на СИЗ за станување во Охрид. Во суштина има доста луѓе запознаени како функционираат финанси, како функционира менаџирање на одредени работи, така да ќе имаме зашто да разговараме и што во суштина да поправиме во работата. Да пробаме да поправиме во работата на градоначалник. Значи, вие сте тука за да сугерирате, за да критикувате, да давате конструктивни предлози и совети. Во секој случај, оние кои што се од интерес на градот, граѓаните очекуваат и ако сте опозиција да ги поддржите и вие. Што очекувате од првиот меѓу еднаквите? Значи, од председателот на Совет, втор пат имаме жена председател на Совет. Значи, правник е по вокација, горе-долу и се познати работите, но сепак ова е и за незе нова функција. Како мислите дека еве веќе се снаоѓа во таа функција и улога? Иако е сам почеток на работата на овој совет на општина Охрид, можам да кажам дека е добро што е жена повторно и може, воопшто не ме пречи таа пракса да продолжи во иднина жена да биде председател на советот во општина Охрид. Господја Ангеловска, како за овие, пак ќе кажам, 3 седмици колку што се одржани, можам да кажам дека добро се снаоѓа, се надевам како ќе поменува времето ќе биде уште поснаодлива и една работа која што на првиот, која земав прв збор по одредена тема и го посакав успешна работа и да биде председател на сите советници. Тоа е најважно, значи да нема пристрасност и не смее да има, значи таа е тука за да ги координира сите работи, да воочи каде нешто не е како што треба, да се даде збор кога треба, да се прекине кога треба. Значи всушност ја диригира самата седница, да не оди во недоглед. Деловникот за работа е нејзината Библија и треба да ја спроведува максимално прецизно онака како што одредува самиот деловник за работа на Совет. Сега се ова го направивме како разговор, но еден нов момент од неделата. Да. Вие решивте како советничка група да веќе не учествувате барем на наредните седници по Советот на општина Охрид како револт заради актуелните случувања со апсењето на пратениците кои што се од нашата општина, кои што моментално се наоѓаат во притвор. Зошто донесовте на ваква, можеби порадикална одлука, која што ќе се одрази врз работата на Советот и врз одлуките кои што ќе се носат во иднина, кои што треба да се од интерес на градот? Самиот процес или самото апсење, ако сакате, или случаи поврзани со настаните на 27 април во собранието, како што кажавте, се уапсени двајца пратеници од нашиот град. Третиот кој што е нашиот град е уапсен е Богдан Илиевски исто така. И можам да кажам дека во ова еден монтиран политички процес каде што најголемиот, односно сите овие луѓе кои што се заеднички уапсени и во рок од неколку дена се обвинети за тероризам, што е само по себе смешно да не речам, за нас единствен начин да го изразиме нашиот револт покрај протестите кои што веќе во Скопје се случуваат секојдневно, дали пред Министерството за правда, дали пред самиот затвор. Во неделата започнавме еден протест на кој што го искажавме нашето мислење против оваа ненародна и марионетска власт која што Македонија ја има дефинитивно и која што носи повеќе од штетни одлуки и барем во досегашниот период повеќе од штетни одлуки за Република Македонија и сметаме ние како советничка група и јас како председател на општинскиот комитет дека институционалниот бојкот е еден начин да го искажиме нашиот револт и да поттикнеме сето ова да не биде само политички монтиран процес, туку луѓето да се пуштат на слобода и сето ова да се одвива во едни нормални работи. Всушност, сега само беше партија која што предаде на власт се залагаше за не знам во судството да биде се како што треба, за еден правилен правосуден систем, за нешто кое што би се случувало во една нормала, да не речам, на работите, меѓутоа не испадна сето тоа. Значи на првиот тест тие падна, така за мене како па и за голем дел од народот како влада, за обвинение за тероризам,
за најголем дел од луѓето кои што нема никаква врска со тероризмот, уапсените, да не речам сите. Се знае што е Вие тероризам. со вашите аргументи имате право да го искажете вашиот револт, но повторно ќе речам зошто го одбравте токму овој начин, затоа што вие бевте тие кои што ги обвинувавте СДСМ кога го избра истиот, кога ја бойкотира работата во собранието. Значи знаеме дека неколку години наназад тие не беа дел од собранието, револтирани од некои случувања со кои што тие не се согласува. Зошто го избравте вие тој начин? Првично, покрај тоа што искажуваме револт, тоа представува и одредена поддршка за оние кои што се уапсени, а се од нашиот град, а секако само по себе представува само еден вид, кажав, на искажување на револт, не значи дека е единствен. И ќе видиме во наредниот период која, не викам дека има разлика и дали е правилно или не е правилно, меѓутоа ние како советничка група и јас ќе повторам како председател на ВМРО ДПМН одлучивме дека во моментов мораме да најдеме некој начин на кој што ќе му дадеме поддршка, затоа што како што кажаме политички монтиран процес. Кога сето тоа би било нешто што е нормално, не би било логично блокирање на институција или институционален бојкот на било какво ниво. Ево, од вчера или од завчера ни се приклучија и пратениците на собранието. Тоа сакав да кажам, ова е одлука на општинскиот комитет, значи не е некоја не е некоја на централно ниво, иако голем број од општините се приклучија на ваквиот начин на изразување на револтот заради актуелните случувања во државава. Се надевам до крајот на годината ќе се приклучат и сите општински комитети. До кога бојкотирате? Значи до кога ќе бојкотирате работата на советот? Се до слобода на притворените во, повторно ќе кажам, политичкиот монтиран процес поврзан со настаните на 27 април во собранието на Република. А ако тоа воопшто не се случи? Ќе се случи. Може ли да се предомислите, значи во интерес на градот и на одлуките кои што ќе се носат, да изнајдете некој друг начин за да го изразите револтот? Градоначалникот во случајов Јован Стојановски има и мнозинство стабилно мнозинство во самиот совет на општина Охрид, 13 на број, може да одлучува полноправно за секоја одлука која што сака да донесе советот на општина Охрид, така да нема да се вратиме се до слобода на Значи, на некој начин не може да се блокира работата на општинскиот совет, бидејќи сега навистина сме пред една важна одлука, треба да се донесе буџетот за наредната година, ако не се донесе не може општината да функционира и тоа навистина негативно ќе се одрази. Но сепак, добро е да ве видиме во советничките клупи, затоа што, реков, една добра, јака опозиција значи коректор на она што е власт, дали локална или централна. Квалитетна опозиција секогаш представува квалитетна власт, дефинитивно, затоа што она како што кажавте, не само како коректор, него доколку градоначалникот е отворен за одредени предлози кои на сите ќе ни носат добро, би били и тие прифатени, така да ќе се вратиме во онај момент кога ќе се ослободат притворените, а поврзано со буџетот, факт е дека ние можевме да интервенираме со одредени, да кажам, амандмани или корекции на самата седница, значи на совет на општина Охрид која ќе се носи буџетот, меѓутоа одлуката сега за сега е таа и на неа ја останува. Ве чека уште еден многу важен настан, можеби пресуден за она како ќе се одвиваат работите понатаму во партијата ВМРО ДПМН, тоа е вонредниот конгрес, изборот на нов председател. Значи, притиснати од сите овие случувања кои што беа во изминатиот период, еве дојде до ова што дојде, да имаме промена на председателот. Се вртат повеќе имиња во јавноста, значи неофицијално. Имате ли некакви сознанија кој може да биде или кој би бил најподобен или каков еве председател би посакувале? Така. За имињата и презимињата на кандидатите на овој вонреден конгрес кој што ќе се случи во Ландово 22 и 23 декември ќе ги дознаеме на 21 декември врз основа на тоа кој кандидат би собрал минимум 30 подписи од делегатите и тогаш би можеле конкретно да разговараме, а каков би требало да биде председателот. Факт е дека за нас или за мене како председател, се надевам и за сите останати членови на ВМРО ДПМН,
не е битно и толку името и презимето, колку што е битно начинот на делување после тоа, како самата партија, како председател и како сама партија, и исто така ќе е битно човек кој што ќе ги обедини сите членови на ВМРО-ДПМН и сите заедно обединето да се бориме за сите оние предизвици, ако сакате изборни циклуси кои што ќе следуваат пред нас. Значи, таков човек му е потребен на ВМРО-ДПМН. Гледате капацитет во овие кандидати кои што сега како и да е, малце ќе е реално тешко да се носи некој со да кажам бремето наречено Никола Груевски, затоа што дефинитивно за нас представува најуспешен председател на ВМРО-ДПМН и секако и премиер, посебно по однос на политиките кои што беа спроведувани за Македонија на секакво ниво, значи за да биде подобро од култура, од спорт, од земјоделие, буквално во секоја економија, во секој еден сегмент бевме, да кажам, одлични и пред самиот народ, всушност и затоа толкава поддршка добивавме во сиот тој период. Како и да е, гледам капацитет секако дека гледам, а понатаму на тој што ќе е председател, му посакувам само да ги обедини сите ВМРО-вци и сите заедно, или сите оние кои што се симпатизери на ВМРО-ДПМН и сите заедно да тргнеме кон нови победи. Имаше многу симпатизери на ВМРО-ДПМН, а и членови, кои што се уште си ја сакаат партијата и каузата за која што таа се залага, идеологијата и така натаму, но ради Никола Груевски направија можеби некој поинаков чекор на изминативе избори и значи најверојатно и самата партија и врвот на партијата свати дека мора нешто да се менува. Значи колку што тоа име придонесе за партијата во последно време, некако мислам дека ради тоа и доста од симпатизерите ги изгубивте. Мислите ли дека сега со овие промени повторно ќе се вратат во вашите редови? Не можам баш во целост да се служам по оваа ваша констатација, меѓутоа пробав дел да објаснам во анализа околу изборниот циклус. Генерално беше негативната енергија насочена према ВМРО-ДПМН. Нормално Никола Груевски беше лидер на ВМРО-ДПМН или се уште е лидер до вонредниот конгрес на ВМРО-ДПМН во Ландово. И реалноста е дека сето тоа беше добро скоцкано, несомнено јас пробав една кратка во две-три реченици да го изанализирам периодот од 2010 до 2017, за да испадне како логичен след на околностите дека Никола Груевски е оној кој што е најкрив за сите случувања во Македонија, прамуавет за сите оние негативности кои што беа нотирани меѓу народот. Меѓутоа, а околу членството не би се сложил дека имаше толкава промена во смисла дека гласале многу луѓе или многу членови на ВМРО-ДПМН против ВМРО-ДПМН овие избори токму заради Никола Груевски. Не можам да се служам, а и анализите не се баш така. Постои процент, дефинитивно, меѓутоа на 40 и кусур илјади гласачи не е ни 5% процент, така да реално не влијае на изборниот резултат. Мислам дека тоа допрва ќе се види, ќе се утврди, од кога ќе настанат промените, ќе видите во кои правеци како ќе се одвиваат работите, да, и ќе се движи самата партија, па ќе си донесете и некакви заклучоци, дали на вистина тоа имало влијание, поголемо влијание или не. Јас искрено кога слушнав дека ќе се одржува конгресот во Валандово, се запрашав зошто токму Валандово. Има ли некаква причина како одат тие работи, ми објаснивте вие пред емисијата, но еве и гледачите кои што можеби се запрашале истото, зошто токму таму. Од оние сали во Република Македонија кои што имаат капацитет да ги соберат сите делегати и оние гости кои што ќе бидат на конгресот, на вонредниот конгрес во случајов, единствени сали во Македонија во кои што ВМРО-ДПМН не одржал конгрес се Валандово и Струга. Меѓутоа, зошто Валандово? Затоа што Струга имале некои проблеми со салата и не била затоплена, немале средства за затоплување и затоа е паднат изборот на Валандово, така да веројатно Значи чисто техничка одлука, нема ништо друго во позадина. Техничка, традиционално, значи да се одржи во секој град во Македонија каде што има капацитет сала за да не собери сите делегати на тој конгрес. Така. Јас навистина ви благодарам за ова учество во Лупа. Еве малку го анализиравме периодот после изборите. Реков ве затекна веднаш на функцијата председател на општински комитет.
Сега малку ќе се средат, ќе се смират работите, ќе имате и вие можности, простор да си направите свој тим, комитетот да почне да функционира онака како што треба. И знаете вие како треба да се работи последователно, реков ги имате поминато сите скалила, и најдобро е така да се стекнува искуство без да се прескокнува нешто, тогаш резултатот е најдобар и најголем. Ке се гледаме ние и понатаму. Дефинитивно. Искрено се надевам дека за брзо време ќе ја промените одлуката и ќе сте пак дел од Советот. Не е тоа, ако ја немаме и другата страна. Да, вие си се залагате за тоа што е ваша цел и понатаму и се гледаме и ќе ја пратиме вашата работа. И колку 4 години е вашиот мандат? 4 години. Имате време пред себе. Да, имате. Благодарам уште еднаш за учеството во Лупа.